гледачи, добро вечер. Започнува централниот дневник на телевизија Кочани. Во него донесуваме споменот за Тоше Проески, поп легендата која на денешен ден загина кај Нова Градишка, се уште живее кај нас. За хуманоста на Тоше се сеќаваат Тоше Илиев и Ванчо Теодосиевски. Грејната сезона во основното училиште Никола Карев започна. Денеска се испитуваше системот за загревање на спортската сала. Во подготовка на 10-та седница на собранието на општина Кочани, закажана за во петок, денеска се одржа комисиска расправа по материјалите за седницата. Народната кујна на Министерството за труд и социјална политика во Кочани ја остварува својата функција. Продолжуваат содржините од фестивалот Инвиница Веритас во Виница. Се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Од 3 до 19 октомври голема продажна акција на Тигар Метал. Поценкуван лим 2 на метар 289 денари, 3 на метар 429 денари. Пластифициран лим во сите бои и димензии по ваша мера по екстра цени. Сите видови елементи за ковани и огради. Цевки и профили во сите димензии по екстра ниски цени. Шрафовска роба. Бои и лакови. Бесплатен превоз до вашиот дом. Тигар Метал Кочани во близина на автобуската станица. Сончеви колектори Термосол Кочани. 20 годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Најновите актуелни информации пренесени преку вашата омилена фреквенција, телевизија Кочани.
Спомените за хуманоста на ангелот и после 6 години живеат меѓу кочанчани. Сите се сеќаваат на славејот со најубав глас. Звездата чиј блесок никогаш нема да згасне. Хуманото срце во кое имаше место за сите. Хуманоста и делата на ангелот Тоше заедно со неговите песни живеат во нас и после 6 години од неговата смрт. Едни велат голем пеач, други ќе кажат големо срце во кое имаше место за сите. Ете токму таков беше нашиот Тоше. Позитивен, ведар и секогаш насмеан, подготвен во секое време да им помогне на сите. Ангел кој прирано замина на небото, но не и во заборав. На големината и хуманоста на Тоше се сеќава и момчето кое го носи неговото име, Тоше Илиев од Кочани, кој со помош на хуманитарниот концерт кој го организираше пејачот пред повеќе години, успеа да ги собере потребните парични средства за лекување во странство. Тоше со убав спомен раскажува за искуството со пејачот, чиј живот згасна прирано. Еви по 6 години од неговата смрт, за жал, јас се уште мојата љубов и жал истовремено е се уште присутна и е во една иста мера. Значи, нималку се нема намалено. Тој направи концерт за мене, со кој припомогна да се соберат парични средства за лекувањето и операцијата во Германија. Тоше беше еден сосем нормален човек. Иако беше популарен колку што беше, знаеме сите, тој беше секогаш скромен, друштвен и секогаш одвојуваше време, значи за сите кои што сакаа да комуницираат со него. Како што кажавте, си имам сретнувано со него и приватно, поточно тој има доаѓано во мојот дом, имам јас одено еднаш, за жал само еднаш. И ден денес ко сонлива песна го слушаме Тоше во сите кафулиња, дискотеки. И ден денес Македонија и Балканот се сеќаваат на Тоше Проески, кој на денешен ден пред 6 години трагично го загуби животот во сообраќајна несреќа кај Нова Градишка, на пат кон Загреб. Сите учиме од приказните раскажани во безброј негови песни. Гласот, мелодијата, ентузијазмот, уникатната убавина за секогаш ќе останат врежани во македонската поп музика и ќе бидат пример за идните музичари. Музичарите колеги зборуваат за неговите квалитети како музичар, но и скромноста и едноставноста на човекот по кого лудуваше целиот Балкан. Оние кои соработувале со него знаат најдобро да ги истакнат неговите квалитети. За нив зборува Иванчо Теодосиев, кој е музичар во кочанската група Калифорнија со која Тоше ја започна својата кариера, својот прв концерт на Скопско лизгалиште, а потоа заеднички го одржаа хуманитарниот концерт во Кочани за лекување на Тоше Илиев. Во тоа време група Калифорнија беше активна низ државата и еден ден така си седев дома и ми звонеше телефонот, ми се јавија луѓето кои работеа за Тоше Проески и ми понудија да групата Калифорнија го прати на неговиот прв концерт на лискалиште во Скопје. И така тие дојдоа, се договоривме и така почна се работи со Тоше Проески. Најпрво го имам гледано на Скопскиот фестивал и да ви кажам искрено не ми остави некој впечаток, меѓутоа како почнавме да работиме заедно, кога дојде во Кочани да го спремаме концертот, јас се одушевих, да ви кажам право, таков глас ретко да се чуе, ретко да се
негде во Македонија, а и пошироко од Македонија. Значи, Тоше Проевски беше најдобар вокал и за мене таков вокал нема ни го има во Македонија. Неговиот живот кој игри без граници остана недовршен. Леден остана пред месечина и на сите ни создаде громови на душа. Тој велеше, што е тоа во луѓето тажно? Тажно е, Тоше, лошот и стои што повеќе те нема меѓу нас. Боже, чувај го од зло, одекнуваше на сите страни на овој ден пред 6 години, кога одекна веста за стротната сообраќајна незгода која го потресе Балканот. Животот на Тоше згасна токму во моментот на цутот на неговата кариера, кога сериозно размислуваше за настапи пред светот, представувајќи се себе си и Македонија. За жал тоа остана неостварен сон на момчето од Крушево, кое со своите 26 години имаше неверојатно голема популарност, многу љубов кон сите и квалитетна музика за која живееше. Споменот за Тоше Проевски, поп легендата, која на денешен ден загина кај Нова Градишка, се уште живее кај кочанчани. Да можам бар да се разбудам, посветна љубовта, без стари долгови и тие се ништа, очекор што ме денеја. На денешен ден пред 6 години во сообраќајна несреќа кај Нова Градишка на патот кон Загреб, трагично загина нашата поп-икона и великан Тоше Проевски. Фановите на Тоше пред 10 дена го организираат Звезденото небо во Скопје и со тоа одбележаа 6 години од неговиот последен концерт. И во Кочани се уште говорат за легендарниот Тоше и се уште ги паметат неговите песни. Го сакаме Тоше Проевски и ги слушаме многу од неговите песни и се уште го помниме. Да, имаме и постери, јас имам на зидот 2 постери од него. Да, јас се сеќавам на Тоше Проевски, неговите песни се уште слушаат, се одржуваат и повеќе концерти, ставам и слики од него, чуваме дома, се сеќаваме на неговите песни. Постојат многу песни, тие се сите убави, но мене наомилена ми е Цреша. Јас многу сакам Тоше Проевски и ги слушам неговите песни. Сигурна сум и дека и другите негови обожаватели ги слушаат песните. Има многу убави песни, сите се убави, но најубава ми е Цреша. Да, и се од Сабали имаше ги пееше и така ме накрил и се разпакча. Таков човек не се раѓа у Македонија више. Како не се сеќавам? Се ги слушам неговите песни. Сабајле на првите вести го слушнав, нели дека на 16 почина го се одвои од нашиот живот. Па најпрвата песна таа Белата кошула, таа многу и со таа прва песна исто тој прв почна нели да пее. Што многу возбудена сум, не можам да кажам веќе. За тоа дете, значи, стварно нема што да се зборува. Ангел е. Никогаш не можеш да забораваш. Тоше Проевски е и секогаш ќе остане во срцето на нашите граѓани на Македонија и пошироко, и секогаш ќе се паметат и пеат неговите песни. Тој во неговата кариера објавил 7 албуми, додека последниот албум Игри без граници беше промовиран 2 недели пред несреќата.
Грејната сезона за училиштето Никола Карев веќе започна. Денеска се испитува главниот цевковод со што и спортската сала ќе биде приклучена на геотермалната вода. На 15 октомври започна грејната сезона и за училиштето Никола Карев од Кочани. Денеска се испитува главниот цевковод со што и спортската сала ќе биде приклучена на геотермалната вода. Ние денеска званично знаеме дека започнува грејната сезона. Сите работи пред известно време ги преземавме во своји раци. Нормално веќе го завршивме поврзувањето на котларата до основното училиште Никола Карев комплетно до училишната спортска сала. Со тоа се надеваме, еве денеска ќе бидат сите тие испитани линиите заедно со инвеститорот, потоа луѓето кои беа одговорни и заедно луѓето представници од Министерството за образование и наука, со тоа да видиме како целиот тај дел ќе биде и да дочекаме грејната сезона 2013-2014 во најдобро светло. Ова е обврска ваша, меѓутоа и на Министерството за образование. Па да, секако Министерството за образование и наука си го заврши својот дел во делот на учителишната спортска сала. Нашата обврска и обврската на локалната самоуправа беше, значи од влезниот дел на спортската сала до котларата, целиот тај дел требаше ние тоа да го завршиме. Значи во најкратко време од 6-7 месеци се работеше на тај дел. Сите оние работи беа завршени, значи технички, документацијата, еве практично ние веќе денеска треба да испитат луѓето кои се одговорни за целиот тај систем, сето тоа и да почне да функционира, значи и да видиме со каква динамика ќе биде затоплувањето, затоа што веќе од денеска званично започнува грејната сезона. Да, вие ја користите геотермалната вода, меѓутоа користите и средство за загревање. Ние ја користиме повеќе геотермалната вода, ние сме едни дел од корисниците во општина Кочани, има значи и други корисници и нормално како се одвиват временските услови со намалувањето, да речеме, на надворешните температури, многу малку ја догреваме, да речеме, она вода која влегува со над 50 на степени Целзиуси топлина, значи многу малку ја догреваме кога се минусни температурите. И мислам дека со сите тие работи кои ги преземавме изминатите години, со промената на прозорите и тие работи, се значи, еве сега со започнувањето со новиот влез, со фасадата ќе ни даде за право и за разобувувањето на училиштето и за зголемувањето на зависноста на искористувањето на сите овие потенцијали и ресурси едноставно да заштитата на енергија. Во училиштето истакнуваат дека навреме обезбеден мазут за дозагревање на главниот котел се со цел успешно завршување на грејната сезона, која ќе трае до 15 март наредната година. Комисиска расправа по материјалите за престојната седница на Советот на општина Кочани закажана за во петок се одржа денеска во просториите на општината. Во подготовка на 10-та седница на Советот на општина Кочани, која е закажана за во петок 18 октомври во 9 часот во салата на Советот на општината, денеска комисиска расправа за материјалите кои треба советниците да ги разгледаат на престојната седница. Комисијата за комунални работи, планирање и уредување на просторот и заштитата на животната средина и природата расправаше по иницијативата за измена и дополна на деталниот урбанистички план за делот од град Кочани, опфат помеѓу улиците Стево Теодосиевски, Глигор Апостолов Гочо и Димитар Влахов. Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој го разгледа извештајот за извршување на буџетот на општината Кочани за периодот од третиот квартал на оваа година, а даде и предлог одлука за буџетскиот календар за наредната 2014 година. Исто така комисијата расправаше и по предлог програмата за дополнување на програмата за спорт на општината Кочани за оваа година и по предлог одлуката за изменување и дополнување на одлуката за давање на користење простории на општина Кочани без надоместок. Седница одржа и Комисијата за култура, образование и спорт и права на децата со единствена точка на дневниот ред, предлог програма за дополнување на програмата за спорт на општината Кочани за 2013 година. Денеска седница одржа и Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања, на која се расправаше по предлог решението за разрешување член на управниот одбор на јавната здравствена установа Здравствен дом Кочани.
Расправата на комисиите беше во функција на 10-та седница на Советот на општина Кочани. Во општина Чешиново Облешево во тек е изградбата на мостот на Злетовска река. Го гради Пелагонија инженеринг од Штип. Во општина Чешиново Облешево во тек е изградбата на мостот на река Злетовица кај селото Жиѓанци, кој е од особено значење за жителите на општините Чешиново Облешево и Проби Штип. Мостот ќе значи живот и за жителите на селата Жиѓанци и Лепопелци, бидејќи комуникацијата до нивите во атарот на двете општини ќе биде сега остварлива по пократок пат. Објектот ќе биде долг 31 метар, широк 5 метри, а ќе има носивост над 15 тони. Вредноста на проектот изнесува 9 милиони и 558 илјади денари, од кои 8 милиони и 100 илјади денари се обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, а додека останатите 1 милион и 458 илјади денари се од буџетот на општината Чешиново Облешево. Изведувач на проектот е Пелагонија инженеринг од Штип. Народната кујна на Министерството за труд и социјална политика во Кочани ја остварува својата функција. 50 корисници секојдневно добиваат топол оброк. Денеска нашата екипа ја посети Народната кујна која е наменета за лица кои примаат постојана парична помош. Кујната работи секој ден од 10 до 11 часот наутро. Храната е разновидна и според Центарот за социјални работи е доволна за потребите на овие лица од општината. Секојдневно е посетувана од 50 корисници. Колку и како се задоволни граѓаните од кујната, еве ги изјавите на корисниците на услугите. Јадењето би требало да биде малку повечко, зати оно има јадење доволно, ама што останува, некој сака повечко јадење, некој и лебо е, што четврт леб цел ден не можеме да прекараме. Секој ден различно ли ви дава за јадење? Различно, али тоа е јадењето до петокот дават, понеделник боб дават, вторник макарона, то леќа, се они дават. Али сосем малку јадењето е. Ако треба едно лелица, две лелици стај, да не остане. Ние сме бедни, ние сме сиромаси човеци. Инаку Народната кујна работи секој ден од понеделник до петок и е отворена за сите граѓани на општина Кочани кои имаат потреба од помош за храна. Во саботи се делат ладни оброци. Продолжуваат инвестициите од Министерството за образование за училиштата од источниот регион. Најавени се нови проекти за предстојниот период. Министерството за образование и наука и понатаму ќе продолжи да инвестира во поквалитетно образование за општините од источниот регион, истакна министерот Спиро Ристовски при вчерашната посета на општина Виница. Според неговите најави, во предстојниот период ќе се доизградат веќе започнатите спортски сали, но и ќе се започне со изградба на нови со кои дополнително ќе се подобрат условите за физички активности на учениците, но и воопшто на школството во општините од истокот. Освен ова, на вчерашната посета стана збори за условите во кои се одвива наставата во 4 основни и средното училиште во општина Виница, како и можностите за подобрување на инфраструктурните услови. Кочански бисери, ученичката Ана Миладинова, новата гордост на Средното општинско училиште Лјупчо Сантов. Таа преку својата ликовна творба ја представи македонската култура во Чешка и го донесе амбасадорот на гости во Кочани. Талентот е дар од Бога, но успехот се постигнува само со напорен труд и голема волја за достигнување и освојување на врвот. Корените на успехот можеби се горчливи, но плодовите се толку вкусни што представуваат благодет за секој кој ќе ги почувствува на своја кожа. Уште еден нов бисер од кочанското тло. Ученичката Ана Костадинова преку својот афинитет кон ликовната уметност, Средното општинско училиште Лјупчо Сантов го прослави дури до Чешка.
Таа со помош на своите вешти раце ја представи македонската култура на бел лист хартија на конкурсот во Лидице, кој традиционално се одржува по 42 пат. Од вкупно 50.000 испратени творби, незината влезе во потесниот круг на 12 најдобри млади уметници и со тоа му донесе гордост не само на училиштето, туку и воопшто на градот Кочани. Инаку оваа изложба се одржува секоја година во чешкиот град Лидице, во чест на 80 загинати ученици кои биле жртви на нападот од нацистите. Ана е презадоволна од постигнатиот успех и горда самата на себе, а и дополнително на фактот што таа беше причината за посетата на амбасадорот на Република Чешка во Македонија на градот Кочани и на нејзиното училиште. Јас мислам дека доволно добро ја представив Македонија и се надевам ово нема да биде последната награда на вакви слични конкурси. И таткото на гимназијата, директорот Лазар Димитриев, горд и среќен го поздрави успехот на Миладинова. Се надевам дека ќе биде подстрек за следните генерации ученици да учествуваат на вакви и слични надпревари и да го почувствуваат успехот и задоволството од успехот. Иднината останува на младите, а тие пак сериозно си ја сваќаат својата должност и продолжуваат да не изненадуваат позитивно со своите достигнувања од повеќе области низ цела Европа. Перформансот на Инвиница Веритас продолжува на сцената во Виница. Театарски представи, работилници на карикатури и стендап се до петок. Овогодишното издание на фестивалот Инвиница Веритас започна со свеченото отворање и доделување на награди за најдобрите карикатуристи за оваа година, како и со стендапот на Весна Бејби Петрушевска. Втората вечер, тоест синоќа, виничани па и гостите од страна, уживаа во театарскиот перформанс на актерите од Народното читалиште Славејков од Бугарија. Вечерва на сцената во Домот за културата ќе се изведува театарската представа Пукла Брука на театарот од Белград, Република Србија. Во меѓувреме денеска се одржува и работилницата за карикатура на која се представени сите 150 пристигнати карикатури за ова издание. На програмата за во четврток е предвидена театарската представа Ноките во бел сатен. Фестивалот завршува со стендап комедијата на Сашко Коцев, која е закажана за во петок со почеток од 21 часот. Црвениот крст од општините Виница и Кочани го одбележува денот на гладот. Од денеска па се до 22 овој месец организира хуманитарна акција, а собраните средства ќе бидат наменети за обезбедување храна за помош на ранливото население. По повод Меѓународниот ден на гладот 16 октомври, Црвениот крст на Македонија од денеска па се до 22 овој месец ќе спроведе собирни акции под мотото "Помислете и на нас", чија цел е да се собере храна за најранливото население. Акцијата ќе се спроведува во повеќе општини ширум државата. Општините Виница и Кочани во соработка со повеќе образовно-воспитни институции, компании и здруженија на граѓани ќе ја спроведе оваа акција од денеска па се до 22, а средствата кои ќе бидат донирани во хуманитарните акции во кампањата ќе бидат наменети за обезбедување храна за помош на ранливото население.
Со временската прогноза го завршуваме и централниот дневник на телевизија Кучани. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте, имајте пријатна вечер.